Градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски и градежната фирма Промонтинг денеска го потпишаа договорот за реконструкција на Домот на културата Злетовски рудар. Проектот се реализира со европски пари, односно од програмата за меѓугранична соработка со Република Бугарија. Тоневски истакна дека партнер во проектот им е општина Рила. Тоа е проект кој што заедно со нашиот консултант успеавме да го добиеме од проектот на прекугранична соработка од ИПА фондовите, заедно со општина Рила во делот на енергетската ефикасност имаме комплетно промена на покривот, односно кровната конструкција на зградата на Домот на културата, промена на сите прозори и врати, како и поставување на нова енергетски ефикасна фасада. Целиот овој проект чини околу 158.000 евра, односно околу 9,5 милиони денари беше најповолната понуда која што е избрана. Рокот за изградба е 9 месеци, но представникот од фирмата Промонтинг вели дека градежната сезона ја почнуваат веднаш и очекува за околу 4 месеци да се реализира овој проект. Значи, првата работа што треба да ја направиме е да го санираме кровот. Кровот треба да го санираме комплет за да го заштитиме објектот од киснење, а после тоа фасадата ќе затвориме со тоа што ќе смениме прозорите комплет и ќе направиме енергоефикасна фасада која ќе биде и со бои кои ќе избере инвеститорите и кои ќе одговарат на околината. Доволни ли ќе бидат 4 месеци дадени рок? Па 4 месеци сметаме дека ќе бидат доволни затоа што сега почнува градежната сезона. Општина Пробиштип ќе обезбеди дополнителни средства за внатрешно уредување на просториите, а во кој по реконструкцијата ќе биде сместена општинската администрација, односно објектот да биде општинска зграда, а вработените од Домот за култура Злетовски рудар ќе бидат сместени во реконструираното кино во Пробиштип.